Двајца затвореници од затворот Штип доцна навечер барале дрога која им била фрлена преку зидот, а полицајците пак им помагале и им светеле со ламби. Следниот ден, кога директорот ги прашал зошто им помагале на затворениците, им одговориле дека го барале часовникот на затвореникот кој му го украла затворската кучка Цеца. Во топката што ја барале и затворениците и полицајците имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Полицијата ја нашла дури следниот ден кога се разденило. По филмското сценарио, директорот формирал дисциплинска комисија, но мнозинството од комисијата им верувало на полицајците дека го барале скапиот часовник на затвореникот што го земало затворското куќа. Им било предочено дека затвореникот ЖЖ изгубил, се играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека се играл со кучката Цеца. Кучката, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, par илјада евра им навел дека бил. Дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Идентификувани се лицата и кои со возило ја префрлиле дрогата преку затворскиот зид, полицаецот кој возможил автомобилот да стигне толку блиску до зидот, но одговорност ќе има и за полицајците што ја барале дрогата заедно со затворениците. Според Пандов, затворскиот систем во Македонија е најкорумпиран. 50% од затворската полиција корумпирана, затоа и толкав бројот на мобилни телефони што има во затворите. За 9 месеци се пронајдени над 1000 телефони, а за еден телефон се нудат и по неколку илјади евра. Во македонските затвори имаме од разноразни кланови, од разноразни луѓе кои што со дрога имаат работено, со мигранти кои што имаат работено. И верувајте ми дека дел од тие затвореници се исклучително богати. И тие, можам примери да давам, од одредени честни пак затворски полицајци или директори во затворите, за колкави суми пари имаат понудено за обичен телефон. Зборуваме за неколку илјади евра. За да се искорени корупцијата од затворите, треба корумпираните полицајци да бидат отпуштени и да одговараат пред законот, вели Пандов. Денеска од Министерството за финансии им се одобрени 171 нов затворски полицаец. Тамара Дичевска, Сител телевизија.